со сослушување сведоци и законски застапници на оштетените. Денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која загина 63 лица, а над 200 беа повредени. Случајот го води судиката Дијана Груевска-Илиевски и се наоѓа во доказна постапка. За денешното рочиште, како што е најавено, треба да бидат сослушани 5 сведоци. Рочиштето го следи Дејан Трајковски. Дејан, кои се деталите досега од денешното судење? Токму така, Бубе, денеска продолжува рочиштето односно судењето со сведоците на обвинителството. Досега беше сослушан еден сведок, односно пожарникар возачот Кочани, кој што прв пристигнал на самото место по пријавата за пожарот и кој што повеќе учествувал во излекувањето на лицата од дискотеката. Вели, по самото пристигнување била затекната страотна слика на самата врата на дискотеката, каде што биле заглавени бројни лица и во пискотници барале спас да бидат излечени, пошто морале прво нив да ги излечат, па за потоа да продолжат да излекуваат и од останатите простории во внатрешноста на дискотеката. Вели дека се излекувале лица и од билетарницата и од тоалетите, но повеќето таму кои што ги затекнале биле натрупани едни врз други и без знаци на живот. Вели, станува збор за ноќ која врз него оставила трајни последици, кои што ги чувствува денеска, односно вели од таа ноќ има покачен шеќер, секоја вечер вели има кошмари, воедно и вртоглавици. Во однос на рочиштето пред да започне изјава дадоа и родителите кои што изразија сомнежи, односно велат дека имаат сознанија дека братот на дискотеката на Пулс, Дејан Јованов Деко, има мобилен телефон во затворот преку кој заплашува и влијае врз сведоци, а ова го посочи откако на минатото рочиште еден од сведоците, односно шанкерот, даде различен исказ пред судот од оној кој што го дал првично во обвинителството во однос на тоа дали дискотеката имала противпожарни апарати и дополнителен излез при опасност. Предлагам тука да ја слушнеме нивната изјава. Надлежните служби да ја проверат оваа информација и детално да го проверат телефонот и комуникациите кои се остварени преку овој телефон. Се случи геноцид на млада генерација поради алчност, корумпираност и несовесно работење. А пак се продолжува да се работи во таа насока. Ние родителите на овие млади убиени деца нема да дозволиме овој пат вистината да остане заскриена. Вистината мора да излезе на виделина. Правда мора да има за нашите убиени деца. Така, тоа беа, Бубе, изјавите и првото сведочење кое што го слушнавме на денешното рочиште. Понатаму остануваат уште 4 сведоци да бидат сослушани пред судот, па повеќе детали најавувам за вестите во 15 часот. Те очекуваме. Дејан Трајковски го следи денешното рочиште за пожарот во дискотеката Пулс. Ти благодарам.